Данок на додадена вредност. Од 1 јануари странските фирми без подружница мора да ангажираат даночен застапник. Благо Грозданов, економски експерт, ќе го најавиме гостин во емисијата Македонија утро. Добро утро. Добро утро, благодарам на поканата. Што значи даночниот застапник за македонското стопанство? Дали тоа ќе биде дополнителен прилив на дополнителни средства за нашите? Најпрво, мило ми е што, барем според мене, ќе отвориме годинава со една позитивна тема, бидејќи краткиот одговор на прашањето е да, ќе значи дополнителен имплементација на целиот концепт, ќе значи дополнителен приход во буџетот. Сега, бидејќи темава е врзана со даноци и све што е врзано со даноци е малку покомплицирано, ќе се обидам колку што можам попластично да го доловам концептов и да доловам се што се смени во минатиот период, за да сите гледачи успеат да ме разберат. Да, даноците беа топ тема од сите сфери, така што беа и тоа долго време беа топ тема и тоа баш почнувајќи од промените во законот за ДДВ кои се случија во септември. Меѓутоа тогаш некако главен акцент се стави на во рамките на тие промени на промената на даночните стапки. И најмногу прашина се дигна тука, бидејќи мислам дека и тоа најмногу луѓе ги засегна. Ама најсуштинската измена која се случи во законот не беше тоа, најсуштинската концептуална измена која се случи беше ова сега што го збориме, а генезата на ова што го збориме даночниот застапник е редефинирањето на начинот на утврдување на место на промет кај услугите. Сега и даноци рековме комплексна тема, некогаш се и досадна тема. Да, меѓутоа се неизбежни. Неизбежни се. Али сега ова го работам и ќе се обидам колку што можам попластично реков да го доловам и преку примери за да може да им на луѓето да им стане јасно зашто правиме муабет, да не биде само некој апстрактен муабет кој така виси. Зошто е битно да утврдиме место на промет на услуга? Уствари многу едноставно. Значи, ако утврдиме дека место на промет на некоја услуга било во Македонија, во тој случај на таа услуга треба да се засмета и плати данок на дадена вредност. Ако утврдиме дека место на промет на некоја услуга било во странство, во тој случај за таа услуга отпаѓа оваа обврска. Сега можеби па звучи банално, па сега како тоа има дилема каде е место на услугата. И можеби да беше обкружување во кое делуваме како пред 5-60 години, ќе беше банално, бидејќи пред 5-60 години веројатно услугата која ти како граѓани на Македонија ти треба ја снабдуваш исклучиво од Македонија. Ама не живееме од такво обкружување, моментално ти може да се снабдиш со услуга од каде било во светов. Значи живееме во време на една глобална дигитализација каде што имате фирми кои се присутни, значи регистрирани во една локација физички во светот, а нудат услуги низ целиот свет. И сега веќе сваќате зашто прашањето останува суштинско и комплексно. Реков ќе ви дам некои конкретни примери за да сватите зашто правиме муабет. Можеби некој близок има што е претплатен на Netflix или на Hulu или Disney, не знам кои све стриминг сервиси ги постојат. Кои што исто така се неизбежни во современиот живот. Неизбежни во денешно време. Така ти како физичко лице сакаш да гледаш, нели, како граѓанин сакаш да си гледаш телевизија и филм каков сакаш. А ти ја гледаш таа телевизија, ја гледаш дома, нели, во дневна соба, на твојот екран, а фирмата на која и плаќаш за да добиеш таа услуга е регистрирана Бог знае каде. Netflix е во Калифорнија, мислам дека. Или можеби сакаш да само промовираш на Facebook, сакаш да си платиш реклама. Facebook е во Даблин, ти си физичко лице во Македонија, рекламата може да пуштиш каде било да ја таргетираш до светот. Или не знам, имаш имот, да речеме кој сакаш да го издаваш. И го издаваш преку Hotels или Airbnb или не знам што е Booking, кои се популарни. Повторно, значи имаш повторно комплексна ситуација во кој ти си граѓанин на Македонија, имотот е во Македонија, а фирмата е кој знае каде, а ќе го изнаеми па некое трето лице од пак Бог знае каде. И тука настанува една комплексна ситуација, конфузија да оцениме каде е место на прометот. Сега, со промените кои се случија, рековме во септември, во кои се редефинираше начинот на кој се пристапува при одговарање на овие прашања, се воспоставија две основни правила, две основни концепти. Првиот концепт е B2B концептот. Тие што се во фелава на финансии знаат што кажувам, тие за оние останатите ќе попластично тоа е бизнес to бизнес, односно концепт во кој една услуга се нуди од една фирма на друга фирма. И во тие ситуации се оценува дека место на промет оно му каде што корисникот на услугата има седиште. Тоа е B2B концептот. Другиот концепт е B2C, тоа би било бизнес to конзумер, односно фирма кон физичко лице, каде што вратно се оценува дека место на прометот е каде што се наоѓа вршителот на услугата. Јарно, ама нели тоа се генерални правила и би било премногу едноставно ако тука заврши моветот. Мора да има исклучоци од правилата и кај исклучоците фактички лежи зајакот, лежи проблемот. Например, исклучоци имате од B2C концептот, кој го кажавме, од генералното правило,
кај некои услуги кои баш ги опфаќаат овие примери што сега ги тангиравме на почетокот на мојот. На примерите имате исклучок кај услуги на полето на реклама, каде што иако е B2C услугата, се оценува дека место на прометот е таму каде што корисникот има седиште. Има исклучок на услуги кои се снабдувани по електронски пат, има кај телекомуникацијски услуги исклучок, има исклучок кај низа други услуги. Има цела листа на исклучоци кај кој и покрај генералниот B2C концепт се место на промет се оценува каде што местото е кај корисникот. Сега се вратиме на примерот кај Netflix и кај Facebook. Во случајов бидејќи вие сте корисник на услугата или како физичко лице во Македонија и се испоставува дека иако Netflix е во Калифорнија, иако Google е во Даблин, тука треба да се пресмети плати ДДВ бидејќи вие сте физички лица крајни корисници на услугата. Сега тоа е супер за државата, добро и за граѓаните, затоа што вие вас ништо нема да се смени. Си плаќате како што си плаќате фиксна услуга, конечната цена. Меѓутоа Netflix ќе биде задолжен, сега Netflix го земавме. Не се наѓете во Netflix, го земавме како пример најпластичен, ќе биде задолжен да плати ДДВ тука. Ќе плати така што бидејќи нема нели физичко представништво тука, нема фирма, нема доел, нема подружница, нема ништо, ќе биде задолжен да ангажира даночен застапник, кој ќе биде посебна нова алка во Синџиров во системот на ДДВ, да ангажира даночен застапник преку кој ќе се одвива целиот процес на регистрација за да плати на данокот. Значи, популарно кажано, ќе биде чарджан давателот во ситуација. Ќе биде чарджан ефективно, бидејќи цената останува фиксна, што е фер, бидејќи ако таа услуга земаш од македонски снабдувач, повторно тој снабдувач ќе си пресметаше ДДВ, меѓутоа тоа ДДВ ти ќе го видеше плюс 18%, ваму не го гледаш во вкупната цена. Дали има едно од прашањата, дали има минимален лимит на извршен промет до кој не важи обврската за пресметка и плаќање на ДДВ од страна на странско лице кој нема седиште ниту подружница на територија на Македонија, кој врши промет на добри услуги во земја? Не, овдека и ова е многу битно да се разбере, овдека не важи оној лимит што вајде го имате сите во глава од 2 милиони денари, кој важи за македонските правни лица. Значи нема опција да не го плаќа данокот, сите го плаќаат и концептов веќе е имплементиран во околинава Србија, го има веќе што знам 5-6 години, функционира, има околу 200 таму плаќачи на ДДВ и мислам дека убава сума на пари собира, добро ни се поголем пазар, меѓутоа и кај нас сум убеден дека ќе се собере убава сума на пари од ова, бидејќи сите треба да се регистрираат. Добро, секоја сума на пари убава, 1 денар си 1 денар. Сега за мене другото прашање е како ќе ја потрошиме, тоа е многу поважно, меѓутоа сигурно сум дека кога ќе фати нели лавината кога ќе тргне, ќе се регистрира, дајте им еден квартал, два за да фати моабетов и странците да сватат што се случува и потоа мислам дека веќе ќе има и сериозна Македонија кубури со принципи за некои постапки, па и за круцијалните. Низ годиниве, низ децениве. Каква е постапката за даночен застапник? Дали е поедноставена, дали е конкретна? Постапката е конкретно пропишана, сега излезе правилник, така да имаме и постапка за регистрација за цели на ДДВ, имаме и за регистрирање на даночниот застапник постапка. Сега тоа што е на хартија, ќе видиме како ќе биде имплементирано. Тоа е најбитното да видиме како ќе биде имплементирано. Малце е рано да зборувам, бидејќи се уште од 1 јануари важи ова, се уште немало ниту една регистрација не е помината. Веројатно ќе може да ви кажам за некои 2-3 месеци, бидејќи веќе има заинтересирани компании и странци кои веќе пристапија и се интересираат. Во рамки на постапката треба да се потпише договор со даночниот застапник и тој договор да биде нотарски заверен, така да има една доза на сериозност, бидејќи на крајот на денот застапникот е тој кој гарантира за плаќање на данокот на странското лице, а си зависен од податоците кои ти ги дава странското лице, бидејќи ние немаме информација колку Netflix тука продав. Тој ни ги дава информациите, така да има доза на сериозност во сето тоа, меѓутоа сум убеден дека кај што има желба ќе се најде начин дека ќе профункционира како што треба и дека еднаш како ќе го разгазиме патот веќе ќе биде уште поедноставно и ќе тече работата. Според процедурата може да се назначи само еден даночен застапник и може тој да се отповика па да биде друг, а тоа не е спорно. Кој се може да биде даночен застапник? По суштина не е никаков проблем, значи нема некоја кузна каква рестрикција, треба да не должите данок, да сте регистрирани за целите на данок на дадена вредност, да немате постапка за ликвидација, да не сте или стечај, да не сте осудуван, значи многу едноставни се правилата, меѓутоа тежината повторно кажам доаѓа од тоа што ти гарантираш за данокот кој го должи странецот без да имаш контрола врз работењето на странецот. Така да тоа сигурно ќе изискува некаква дополнителна, нели во договорите да се имплементира некаква дополнителна правна заштита за тоа што
А видите, во моментов нема начин, знам и државата кој знае колку да го провери Netflix, меѓутоа во еден момент претпоставам дека може да се вклучат и други институции, значи како на пример АЕК, од кои може да се добијат податоци и тогаш да се направат проверки. Така да има начин, меѓутоа во моментов мислам дека се ќе функционира повеќе на доброволна основа да се пријават, да се собера пул на фирми кои ќе се пријават и да почнат да плаќаат, па потоа со контролите и со корекциите. Да, тука до некаде го одговоривме прашањето за обврски одговорности на даночниот застапник. Поднесок на ДДВ пријавите... Поднесокот е како и на македонските, значи квартално ќе оди поднесок. Квартално ниво, претпоставаме, како што е стандардно. Поднесокот и ќе иде со ова уште не објавено, ама можам да кажам, ќе оди со поедноставена процедура, значи доколку Netflix упорни сме со Netflix, небитно. Доколку странската... Сега да бидеме попуст на... Ако дома не добиеме, да, не знам кога. Се шегуваме, не е реклама. Ако имате, не знам, 200 корисници во Македонија, вие давате само, како странска фирма, странски снабдувач, ќе даете само информација колку се тие, колку е вкупниот износ и треба да се издаде една збирна фактура, што секако административно олеснување. Значи, застапникот ќе издаде една збирна фактура за сите тие 200, што ќе биде една административно олеснување во целава постапка и мислам дека е фер начин да се одбира во тоа, бидејќи сепак иде евиденција на некое групно ниво. Благоја Грозданов, странските фирми без подружница мора да ангажираат даночен застапник од 1 јануари 2024 во Македонија во однос на ДДВ. Гостин во Македонија на утро, благодариме што одвоивте време да бидете со нас. Ве чекаме со други, дај Боже да има вакви позитивни моменти во нашата економија, па да ги разработуваме и да ги анализираме. Дај Боже да смислуваме начини вака. Јас се радувам кога смислуваме начин од надвор да не дојдат пари, многу попозитивно него кога тука гледаме да редистрибуираме само нешто. Вака на овој начин мислам дека имаме шанса и нешто да порастеме и нешто капитално да направиме. Така да Ќе зборуваме и за двата сегмента, и за редистрибуцијата, ќе има време во наредните емисии Македонија.